Кратки најави за денешниот дневник. Активистите бараат спроведување на законите и одговорно сопствеништво на животните. Црвен крст организира хуманитарна собирна акција за најранливите категории на граѓани од Охрид и Дебарца. Никогаш нема да дозволам внесување на бугарите во уставот, порача од Охрид Ванковска. Распеано рибарче одбележува 25 годишен јубилеј. Трамп е првиот поранешен претседател на САД на кого му се суди за кривично дело. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 26 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, зголемување на облачноста. Во вторник над Северна и Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови дестабилизација на времето и продор на постудена воздушна маса од север и северозапад, што ќе услови и пат на температурите во северните и централните делови на Европа. Претежно сончево и топло време со локална облачност ќе превладува во југозападните и во југоисточните предели. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со благо опаѓање на дневните температури. Претежно сончево време со локална облачност ќе превладува во крајните јужни и источни предели. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 15 до 30 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во доцните попладневни и во вечерните часови нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд кои што ќе продолжат и во текот на ноќта вторник кон среда. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 6 до 14 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 18, односно до 29 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и посвежо. Во доцните попладневни и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 20 км на час. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23 степени. Во Охрид во среда ќе превладува облачно време со пообилни врнежи од дожд и посвежо со дополнителен пат на температурата. Минималната од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во четврток и петок ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд и посвежо. Минималната температура од 8, односно 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12, односно до 11 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови.
а месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. И покрај тоа што во тек е стерилизација од страна на јавното предпријатие Охридски комуналец и избрана е ветеринарна фирма, популацијата на улични кучиња во Охрид се уште не е под контрола. Активистките Маја Ковачевска и Сузан Сулејман од Охрид изминативе 2 години самостојно успеале да втомат околу 180 кучиња во странство, најголем дел од нив во Англија. Неодговорното сопствеништво и неспроведувањето на законите за заштита на животните го зголемуваат проблемот со бездомните животни. И покрај тоа што е во тек стерилизација, односно кастрација, од страна на јавното предпријатие Охридски комуналец и избрана ветеринарна фирма, популацијата на улични кучиња се уште не е под контрола. Активистите велат по улиците страдаат голем број животни, а секојдневно се носат и од други градови. Потребна е масовна стерилизација и кастрација, задолжително чипирање на домашните миленици и поголем број инспекциски контроли, но и казни за собствениците кои од разни причини ги напуштаат милениците. Напуштени возрастни кучиња, напуштени бебенца, сите тие кучиња имале некаков собственик и тие не се виновни што се нашле на улица. Така. Грижата за нив конкретно ја прави некој, ево како ние две, има и многу други граѓани што помагаат, што сакаат, што не сакаат да ја гледаат таа гледка на улиците. Конкретно, ето и ти помагаш на уличните кученца, маченца, но тоа е глобален проблем што мислам дека никогаш активистите не можат да го решат. Сами, апсолутно. Никогаш. Тоа е проблем што мора да биде на повисоко ниво, на државно, на општинско ниво, за да почнеме да се доближуваме до другите држави каде што овој проблем е решен. Така. Како што се, ево, најблиску ќе ја спомнам Хрватска, каде што веќе нема бездомни. Активистките Маја Ковачевска и Сузан Сулејман од Охрид изминативе 2 години самостојно успеале да вдомат околу 180 кучиња во странство, најголем дел од нив во Англија. Мајка што се породила кај нас. Сме ги израснале бебињава, па сме ги вдомиле мајката, бебињата. Имаме и трета што работи, прекрасна девојка Александра и таа веќе од почетокот е со нас. Така. Сега со комуналец почнавме ето со проектот со Демирхисар Зебра. Така. Зема за стерилизација, за кастрација, то сепак малку не олеснува, ама од друга страна кучиња со маркици. Вие и сами знаете, отруено куче. Да. Не е само то, кучиња со маркици носени се буково. Буково е бавна смрт за кучињава. Активистите велат мора засилено да се работи на подигнување на свеста кај населението, особено кај децата. Потребна е едукација и кампања за всадување на љубовта кон животните. Црвен крст организира хуманитарна собирна акција за најранливите категории на граѓани од Охрид и Дебарца во рамки на неделата на солидарност од 15 до 21 април. Од Црвен крст апелираат и ги повикуваат граѓаните, фирмите и институциите да ја покажат својата солидарност и хуманост и масовно да се вклучат во акцијата. По повод одбележувањето на неделата на солидарност од 15 до 21 април под мотото Вашиот прилог значајна помош, со цел подигнување на свеста на населението за потребната помош и поддршка на ранливото население, Црвен крст Охрид организира хуманитарна собирна акција за обезбедување на помош во храна, средства за хигиена и парични средства, која ќе биде наменета за најранливите категории на граѓани од Охрид и Дебрца.
Од Црвен крст Охрид апелираат и ги повикуваат граѓаните, фирмите и институциите да ја покажат својата солидарност и хуманост и масовно да се вклучат во акцијата со донирање на материјални добра, прехранбени производи и средства за хигиена во просториите на Црвен крст Охрид на улица Димитар Влахов број 52. Со донирање на парични средства по 100 денари од повик на телефонскиот број 143 400 од операторите 070 075 077, со уплата на средства на сметката на Фондот за солидарност и на Црвениот крст на Република Македонија, со електронска уплата на средства на интернет страната на Црвениот крст. Од донираните парични средства и собраните намирници ќе бидат обезбедени и подготвени хуманитарни пакети со прехранбени производи и средства за хигиена кои ќе бидат дистрибуирани до крајните корисници. Со секоја ваша донација овозможувате да се помогне на што поголем број на лица на кои помошта им е најнеопходна, порачуваат од Црвен крст Охрид. Билјана Ванковска, председателската кандидатка на Левица, од Охрид порача дека нема да дозволи внесување на бугарите во Уставот и дека нејзина заложба е сосема нов Устав, зашто постоечкиот, според неа, не само што не е употреблив, туку ги дели граѓаните наместо да ги сплотува. Посочи дека во отсуство на вистинска председателска дебата, таа и Левица говорат меѓу граѓаните. Пред охриѓани на градскиот плоштад, Ванковска презентираше делови од програмата, а во директни разговори со присутните се задржа и на горливи проблеми со кои се соочуваат. Нема проблем кој не се вкрстува во Охрид, во овој град и во овој регион, така што директно со граѓаните зборуваме за сето она за кое што повеќето кандидати сакаат да зборуваат одбини о заштитени зони, рече председателската кандидатка на партијата Левица Билјана Ванковска на средба со охриѓани на градскиот плоштад. Додаде дека во отсуство на вистинска председателска дебата што се должи на, како што рече, нереални очекувања и барања од нејзините против кандидати кои ги поставуваат особено кон македонската радио телевизија, таа и Левица говорат меѓу граѓаните, а меѓу охриѓани истакнати меѓу другото беа еколошките проблеми, негрижата за Охрид и Охридското езеро и бесправното градење. Од Охрид ке порачам градот на УНЕСКО, градот на културата, градот на она што би требало да се гордееме, станува град на дивоградби, станува град на неказнивост, станува град на локални шерифи кои во меѓукоалициски договори избегнуваат да го почитуваат законот и притоа овде како левичар морам да го истакнам и оној момент на нарушување на антифашистичкото наследство на спомен плоча која најбезобразно од господинот Нефи Усеини е тргната заради изградба на негови објекти. Јас посакувам граѓаните да не уживаат само во убавините на Охрид и убавото сонце, туку малку и да го разбудат духот, затоа што ова е време во кое одлучуваме за иднината. Пред граѓаните Ванковска презентираше делови од програмата, а се задржа и на актуелните теми во предизборието. Од Охрид може да се зборува и низ една посебна призма која е актуелна на овие председателски избори, а тоа е внесувањето на бугарите во македонскиот устав, рече Ванковска. Како што знаеме, бугарската јавност, историографија, дури Охрид го смета за колевка на бугарштината. Од овде јас порачувам дека како евентуално иден председател никогаш нема да дозволам внесување на бугарите во уставот, затоа што во план имам фактички сосема нов устав. Меѓутоа морам да порачам дека сите оние бајки за наречено одложено дејство на уставни промени се само замка во која ќе влеземе исто како во Преспанскиот договор. И знаете, еден медицински израз за одложено дејство е ретард. Тоа го знаеме сите ние кои консумираме лекови со продолжено одложено дејство, зборот е ретард и нека размислат што зборуваат. Кажа дека незината агенда предвидува иницијатива за донесување нов устав до 2025 година, низ дебата во конструктивен процес со граѓаните да понудиме еден модел на модерен устав што ќе го ставиме на увид на јавноста, при што конечниот збор ќе го има парламентот, односно двотретинското мнозинство. Ваков трибалистички, етнонационалистички устав кој не дели или сакате да бидеме држава во 21 век, истакна Ванковска.
Детскиот музички фестивал Распеано рибарче одбележува 25 годишен јубилеј. Низ годините, близу 3000 дечиња пееја и танцуваа на сцената на овој фестивал и оставија над 500 изведени песни на кои времето ништо не им може. Годинава ќе бидат изведени нови 23 детски песнички, а над 100 дечиња ќе се појават на 5 приредби денеска и утре. Денеска и утре на големата сцена во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид се одржува 25-тото јубилејно издание на детскиот музички фестивал Распеано рибарче. Годинава на 5 приредби ќе бидат изведени 23 нови детски песни кои претендираат да станат хитови и да го најдат патот до детските срца. На сцената во танцовите кореографи заедно со 30-тината изведувачи ќе се појават 100 деца. 4 приредби се наменети за учениците од основните училишта, а завршната приредба е во вторник од 19 часот. Од самиот почеток до денес, фестивалот се потпира на охридски млади изведувачи, автори на музика и текст, композитори, аранжери, кореографи и водители. Зад нас се над 500 изведени песни, на кои времето не им може ништо и денес некои од нив се пеат, а на сцената во хорот и танцовите групи, магијата на јавниот настап и сцената ја осетиле близу 3000 деца. Има и такви кои со музиката на еден или друг начин уште се дружат. Без лажна скромност, фестивалот Распеано рибарче одамна е бренд, машинерија зад која стои пред се големата љубов на организаторите, нераскинливата врска со поддржувачите, мирисот на носталгијата кон минатото и одамна зацртаниот пат кон иднината, велат организаторите на фестивалот. Пред 26 години Распеано рибарче го создаде сега покојниот Коле Петкуќески, кој иако по професија беше машински инженер, во срцето беше наклонет кон музиката, танцот, пеењето. Фестивалот годинава е финансиски поддржан од Министерството за култура и општина Охрид. За овој проект се обединети како тим Мери Димзовска, Милчо Евановски, Јовица Каралиевски, Елизабета Здравеска и Димче Китрозовски. Од ноќеска на полноќ нови цени на горивата, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на евродизелот од ноќеска на полноќ се намалува за 0,5 денари за литар и истата ќе изнесува 77,5 денари. Цените на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 остануваат исти. Екстра лесното масло за домаќинство поскапува за 0,5 денари, односно 77,5 денари за литар. За 0,871 се намалува и малопродажната цена на мазутот и истата ќе изнесува 44,3 денари за килограм. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Доналд Трамп е првиот поранешен председател на САД на кого му се суди за кривично дело. Тој е обвинет за фалсификување деловни извештаи со цел да се прикрие исплатата за порно звездата Сторми Даниелс непосредно пред изборите во 2016 година. Трамп се соочува со најмногу 4 години затвор ако биде осуден, но поверојатно е дека ќе помине со парична казна. Тој веќе се изјаснил како невин. Историското судење на Трамп ќе се одвива паралелно со неговата председателска кампања и експертите велат дека ова е невидено во американската историја. Се очекува судењето да трае меѓу 6 и 8 недели и ќе се фокусира на надоместокот што Трамп му го дал на својот поранешен соработник Мајкл Коен. Тој тврди дека му било наредено да ја плати $130,000 на Даниелс со цел да ја замолчат за низината наводна афера со Трамп, што обвинителите го опишуваат како обид за незаконско влијание врз изборите во 2016 година. Францускиот министер за внатрешни работи објави на социјалните мрежи дека побарал од локалните власти да ја зголемат безбедноста на местата што ги посетуваат еврејските сонародници, особено околу синагогите и еврејските училишта. Тој рече дека овој потек се случува поради приближувањето на Пасхата и со оглед на актуелната меѓународна ситуација. Министерот за надворешни работи пак потврди дека Франција учествувала во одбраната на Израел од напад на Иран, но не објави дополнителни детали. Во Казахстан, поради поплави се евакуирани 107,000 лица, од кои над 38,000 се деца, соопшти денеска Министерството за вонредни ситуации. Поплавени се околу 5,000 куќи, пренесува Казинформ. Метеоролозите најавиле обилни врнежи за денеска, особено на југот и југоистокот од земјата. Казахстанските власти објавија дека сегашните поплави се најлоши во последните 80 години.
Нивото на реката Тобол, која тече низ Русија, која е исто така погодена од големи поплави, во последните 4 часа пораснало за 23 см, пренесува Reuters. Инаку, оваа река е замрзната од ноември до април, а напроле достигнува висок водостој, кој годинава се промени поради невообичаеното нагло топење на мразот и снегот. Австралиската полиција денеска објави дека ги истражува причините зошто напаѓачот со нож во трговски центар во Сиднеј се чини дека целел главно жени. И потсетува дека во тој напад биле убиени 5 жени и 1 маж. Сторителот на убиството е 40-годишниот Джоел Каучи, кој според полицијата имал проблеми со менталното здравје. Во саботата, Каучи избоди 6 лица до смрт во преполниот трговски центар во Сиднеј во близина на познатата плажа Бонди, а потоа бил застрелен од полицијата. Родителите на Каучи го осудиле страшниот чин на нивниот син и изразиле солидарност со жртвите. Каучи немал постојана адреса и главно живеел во автомобил. Контактите со родителите биле ретки. Американските сили, поддржани од разурнувачите на Европската команда на Американската армија, уништиле повеќе од 80 беспилотни летала и најмалку 6 балистички проектили насочени кон Израел од Иран и Јеме во текот на викендот, соопштила Американската централна команда, Центком. Во саботата вечерта, Иран изврши напад на израелската територија со беспилотни летала и проектили, како одмазда за израелскиот напад врз иранскиот консулат во Сирија на 1 април. Нападот со повеќе од 300 проектили и беспилотни летала, од кои повеќето лансирани од Иран, предизвикал само скромна штета, бидејќи повеќето од нив биле соборени од израелскиот систем за противвоздушна одбрана со помош на САД, Велика Британија, Франција и Јордан, пренесуваат странските медиуми. CNN анализираше како иранскиот напад врз Израел влијаеше на финансиските пазари. Американската телевизија јавува дека цената на златото е зголемена, додека вредноста на акциите на азиските берзи, кои се отвараат први, денеска се главно намалени. Се вели дека причината е тоа што геополитичките тензии на Блискиот Исток влијаеле на стремежот за побезвидни инвестиции. Во петокот, цените на нафтата достигнаа највисоко ниво од октомври минатата година, додека се очекуваше иранскиот напад врз Израел. Но утрово, тие благо паднаа на азиските берзи, бидејќи според израелските власти, нападот предизвикал само мала штета. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!